Негде последно коло, негде уште 2 кола до крај. Негде се знае све, негде не се знае ништо. Добро дојдовте во уште една епизода на Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Network. Значи вака, ова видео повеќе ќе се задржиме на Фантази Премиер Лига. Имам уште 2 кола до крајот на сезоната во англиската Премиер Лига и веќе отприлика се знаат добитниците на наградите во лигата која што организиравме заедно со веб порталот sportski.mk. После тоа ќе зирнеме на кратко што се случува во останатите фудбалски лиги во Европа. Ајде, одиме со Фантази. Значи вака, ја веќе не сум во конкуренција за освојување на некој од првите 5 позиции на Фантази Премиер Лига во нашата лига. Минатото коло бев пак очен 55 покрај тоа што ја искористив конечно wild картата. Не знам зашто ја чував за крај, требаше веројатно многу порано да ја искористам. И тоа е што е, да видиме како докај сме во лигата. Јас сум 75 иначе. Меѓутоа веќе се знаат оние со најголеми шанси за освојување, тие се тука негде во топ 10 позиции, сите се со многу мала разлика, околу 40-50 бодови. Ристо, Манчев, ајде сега да не ги читам по имиња, меѓутоа ја мислам дека во овие 10 ќе ги видиме најдобрите 5 за оваа сезона и оние што ќе освојат награди. Да видиме што ќе направам јас овој пат, ќе го дадам само Мармуш, не знам ни зашто го земав минатото коло, тоа е. А на негово место, колку ми останува 7,7, се мислам дали Луис Диаз да го земам, кој што игра со Брайтон или не, тоа е усвари средина, одиме во напад, ма не се мислам, Виса го земам. Да. И тоа е тоа. Make transfer. Капитен се уште ми е Салах. Може до пред почетокот на, тоест Де Бруин, може пред почетокот на колото го сменам и да ми биде Салах, меѓутоа ќе видиме како ќе биде, што ќе биде. Да. И така, значи тие се замените што ќе ги направам во ова кола, потенцирам во лигата која што организираме заедно со Спортски. Знаете дека доделуваме повеќе награди за првите 5 позиции и иако има уште 2 кола до крај, може да има промени на врвот. Јас сум веќе аутседер 75, немам шанси ни во топ 20 веројатно да бидам. Меѓутоа, вие што сте горе, потрудете се малце повеќе и очекувате награди. Премиер Лига се знае кој ќе испаѓа. Ипсвич, Лестер и Саутемптон. Ливерпул е шампион. И останува борбата за пласма во Лигата на шампиони и во европските купови. Од второто место до седмото ништо не е јасно. Арсенал може да биде втор, а може да биде и шести. Викендов играат со Њукасл и ако одиграат нерешено, и двете екипи може да одат во Лига на шампиони. Сити треба да тепа со Бормут и да си обезбеди Лига на шампиони. Сега треба да тепат и Челси, Астон Вила и Нотингем, така да веројатно све ќе се одлучува во последното коло. Во Франција се знае шампионот Пари Сен-Жермен. Во Лига на шампиони одат Марсеј и Монако. Ништо друго не се знае. А се игра последното коло. Последно коло и во Бундеслигата. Баер Михен шампион. Леверкузен ќе игра Лига на шампиони. А за последните 2 места во европската елита се борат 3 екипи. Борусија Дортмунд, Фрајбург и Ајнтракт Франкфурт. Само 2 од нив ќе играат во Лигата на шампиони следна сезона. А Фрајбург и Ајнтракт ќе играат меѓу себе ова кола. Во серија ќе биде пекол до крајот. Има битки за опстанок, битки за Лига на шампиони и битка за титула. Наполи има бод предност, а до крајот игра со Парма и со Калјари. Лесно. Интер игра со Лацио и со Комо. Тешко. Ако ништо друго, Интер ќе освои Лигата на шампиони. Да. Интер ќе тепа со Пари Сен-Жермен во финалето. И Шпанија. Барса шампион, ама ќе следиме интересни битки во последните 2 кола за излез во Европа. Следната недела многу работи ќе бидат појасни. И не забравяйте, имаме уште 2 кола и следуваат наградите за најдобрите 5 во нашата лига на Фантази Премиер Лига. Убав викенд, а ние се гледаме следната недела. Чао!